Добар ден на сите. Најпрво сакам да се заблагодарам за вашето присуство. Денес очекувам слободни и демократски избори, како што имавме и во првиот круг на претседателските избори. Очекувам граѓаните масовно да излезат на овие избори и слободно да го дадат својот глас и за парламентарните избори и за претседателските избори. Денес македонските граѓани се суверено кои што одлучуваат за иднината на државата. Нивниот глас денес ќе определи иднината на државата во наредната декада. Ние во текот на изминатите веќе повеќе од 40 дена ја презентираме пред сите граѓани нашата програма за европска иднина, при што ги презентиравме сите предности на Македонија, земја членка на Европска унија до 2030 година. Од друга страна, на крајот на денот граѓаните ја имаат финалната одлука за тоа во кој правец ќе се движи државата, дали ќе биде држава која што до 2030 година ќе стане земја членка на Европската унија со претседателот Пендаровски и со коалицијата за европска иднина и социјалдемократскиот сојуз на Македонија, или повторно ќе се враќаме назад во едно минато време кое што го гледа државата. Но во секој случај осекувам граѓаните слободно да го дадат својот глас како што доликува на земја членка на НАТО и на земја која што отвори преговори со Европската унија, и очекувам да донесат граѓаните одлука со која што ќе обезбедиме сигурна и просперитетна иднина и животен стандард кој што доликува на македонските граѓани и на македонската држава. Ви благодарам, доколку имате прашања. Господин Ковачевски, бите ли Българија, има ли друг пат пред Северна Македонија освен пъти към Европейския съюз? Ние многу јасно и во текот на кампањата, меѓутоа и пред кампањата, во текот на 2 години од мојот мандат и во текот на целиот мандат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатите 7 години, многу јасно кажавме дека Северна Македонија нема друга алтернатива освен комплетно и полноправно членство во Европската унија. Прво, тоа прашање можете да го поставите на секого, меѓутоа кога ќе ми го поставите на мене, тогаш мислам дека одговорот веќе го знаете, бидејќи тие уставни измени јас сум ги поднел. Тие уставни измени го носат мојот подпис и јас повикував да се охрабрат сите политичари во собранието да ги изгласат со оглед на тоа дека тоа е практично одлуката која што треба да се донесе за да ги отвориме сите поглавја за пристапување во полноправно членство во Европската унија. Така да тоа што јас сум го поднел во собранието, секако дека ќе го гласам, а што се однесува до тоа дали другите ќе го гласаат, тогаш ќе треба ни да ги прашате.